Еве време за нашата последна и втора гостинка денеска. Секогаш навраќањето на светот на книгите, на прозата, на поезијата, секогаш е нешто кое навистина ни ја смирува енергијата и не инспирира и ние да размислуваме, да создаваме убави нешта. На наше задоволство ова утро наша гостинка е Лилјана Тричковиќ, поетеса, писателка, дама која е неуморна и ако ја прочитаме нејзината биографија, навистина ќе ве фасцинира, а можеби ќе ве замисли да си кажете, па јас имам само 24 часа во денот, а не сум успеала ни да помислам да реализирам толку работи. Лиле, добре ни дојдовте. Благодарам. Пред се да ви се заблагодарам што ме повикавте на во оваа ваша емисија. Прекрасна е, мислам дека и најгледана, а вашата телевизиска куќа Алфа ги заслужува сите пофалби. Благодарам многу. Честитки за најновото дело, еве јас веќе ја држам во рака, селско-градска пародија. Да. Билат, внимавај што ќе посакаш може да се оствари. Да. Вие посакавте ова ваше дело да се реализира и да се заживее и на театарската сцена и тоа навистина се случи пред неколку дена, нели? Така е. Браво. Така е, да. Можам да кажам дека за селско-градска пародија излезе пред само месец дена од издавачката куќа Дата Песто Појбитола и посакав, кога ја покажав онака на мојот профил, посакав да се реализира на театарска сцена. Меѓутоа, имаше во меѓувреме еден фестивал кој го организира организацијата Романо Ило, начело со председателот Бранислав Петровски, и тој ме покани, вели, дојди кај мене на фестивалот да учествуваш со било што, можеш било што да кажеш, знам дека ќе биде успешно, толку веруваше во мене. Ете, може со стендап, може со нешто твое од претходните драми каде што си била актерка. Ма си велам, на ова што сум го јас намислила, ќе го реализирам, па што сака да биде за 20 дена, значи направив театарска представа и велам јас доаѓам со селско-градска пародија, излегувам кај тебе на фестивалот. Ма браво. Да. Ма браво. Имаме и фотографија, еве веќе одат фотографиите. Можам да кажам дека сме само 2 актера, а играме 3 улоги. Значи, јас играм 2 улоги. Ова е улогата на Жане, кај што гледате, а тоа е љубовница на Бране. А имаме во селско, каде што сум со Марама и со Скутале, тука играм селска жена. Всушност, тоа е жената на Бране, која се вика Мара. И низ хумор, сатира, и мислам дека изведовме стварно добра представа. Се го покажуваме всушност секојдневието, да, реалноста и кај ромите, и кај македонците, и кај србите. Ми постави прашање на крај човекот, Даниел Петровски, вика, што има тука ромско? Значи, ромско има, настапував и со песни ромски, во меѓувреме, додека, например, готвам кафе или ручек, јас пеев и ромски песни, така што, еве, се што можев, дури и некои зборови употребив ромски, кои што ги сменив од книгата. Книгата е напишана и на кумановски дијалект, и на македонски јазик. Значи, може да се комбинира, да, каде што има потреба, например, ако настапуваме во Струмица, тешко да го разберат кумановскиот дијалект. Ама сигурно ќе им биде симпатично и да откриваат, така е, меѓутоа можеме да настапиме и на македонски јазик. Во иднина мислам да ја преведам и на српски јазик, па да гостуваме и по Србија. Браво, неуморно. И сега ќе си кажат гледачите актерка ли е, гостинката, писателка ли е, што ли е. Накратко ќе ви ја презентирам нејзината биографија, родена на 2 април, нема да кажеме која година, во Куманово. Основно и средно училиште во Куманово, во Врање завршува виша школа за организација на работа, работи некое време во ЧИК Куманово, во продавница за прехрана, во време кога
една по една фабриките се затвараат и одат во стечај. Таа отвара своја фирма за прехрана и работи како директор во истата 20 години. За жал, во 2016 починува нејзиниот сопруг и од тогаш таа е семеен пензионер. Но затоа ги засукува ракавите и се придружува на Сдруженијето на писатели во Куманово, каде активно се вклучува во многу секции. Внимавајте: драмска, хорска, соло пеење, литературна секција, фолклор и спорт. Успешно ја одигрува улогата на Тана во представата Кафанче куде Станче, на Стојна во Шути и Рогати, на Мирса во Бегалка, Стана во Коштана и други. За прв пат се појавува дури и во македонскиот филм Вера. Конечно и се устварува сонот и ја објавува нејзината прва стихозбирка Секогаш своја, која носи втора награда на конкурсот на Дата Песнопојот Битола. И следуваат уште 6 дела, значи 7-то денеска го промовираме. Така. Како наоѓаш ти време за се? Па да ви кажам право, ја не можам да седам. Дури кога работев во мојот самостоен дуќан, имавме прво 2, па потоа 1, по 12 сати работев, а потоа дома се знае, се беше машко кај мене, 5 машки лица кои што мораш да ги обслужиш некако, да успееш. И сега ова за мене представува дури одмор. Ова е тоа што го сакам и што сум го сакала целиот свој живот. Значи да сум актер, да сум поет, да сум писател, се што дури текстописец, пишувам и песни, а најомилена ми е песната текстот кој што сум го напишала за Милица Јокановиќ Кузмановска, да, со композитор е Гоце Џуклевски и се вика Ти си мое посебно. Значи песната ми е толку многу драга. Што уште да ви се пофалам, значи правите музика за кога правите текст за музика, полесно ли вие кога ја имате музиката па да се инспирирате и да создадете текст или прво го создавате текстот, а потоа се работи на текстот музика? Така, за среќа имам завршено нижо музичко, можеби не е многу години, 6 години, али за мене доволно, за да можам додека го пишувам текстот, јас ја правам и музиката. Сега, нормално му отстапувам местото, прво му пуштам како јас мислам да ја отпеам песната, а потоа Гоце Џуклевски си ја направи својата композиција како што е и значи навистина се представи Милица на Лешучкиот фестивал 2024 година. Минатата година, така одлично, браво. Како ја прифати кумановската публика оваа ваша селско-градска пародија, која за само 20 дена ја сработивте и ја изнесовте на сцена? И мора да има и многу добра волја од страна на институциите каде што се поставува вакво нешто. Па јас сум веќе 10 години по културни манифестации, веќе луѓето ме знаат. За кумановската публика можам да кажам дека ќе ме гледаат на 29 октомври во Занечискиот дом. А ова што сега го представивме на 7 октомври беше на фестивалот, 3-дневен меѓународен фестивал на организацијата Романо Ило, на чие чело е Бранислав Петровски. Веднаш по тоа бев поканета, значи ова е предпремиерно прикажување, а премиерата ќе ми биде на 29 октомври во Занечискиот дом во 19 часот и ги поканувам сите мои обожаватели, љубители на културата, на театарската уметност да дојдат таа вечер и да ја гледаат представата селско-градска пародија. Овдека беше, значи, морам да ја се пофалам со оваа плакета и Даниел Петровски ме прогласи, ја прогласи нашата представа, на која што, меѓу тоа што јас глумев два лика, Мара и Жане, Бране го глумеше Драган Тасевски и тој е изузетен актер кој на вистина заедно со мене направивме една прекрасна представа и сме добар тим. Мислам дека представата ќе заживее, плакетата не случајно е доделена и
нашата представа беше од 3 денови фестивалски прогласена за најдобра представа. Секоја чест. Имате и во творештото и нешто за деца, така нели? Така е. Имам 2 детски книги, да. Значи тоа е оваа книга и ова што ја држите од левата страна. Тоа се ние и нашето училиште и наши другари. Ние и нашето училиште е напишана за училиштето Браќа Миладиновци, подрачно училиште Пчиња и Студена бара за дечиња од тоа училиште. Значи, тука се представени песнички за секое дете од 1 до 4 оделение и фотографија песничка и фотографија на тоа дете, на сите ученици од 1 до 4 оделение. Книгата беше многу прифатена и промовирана таму кај нив и на сите дечиња добија по една книга од мене подарок. Беа воодушевени и после 2 месеци, само 2 месеци, одам во Ниш и ги промовирам тогаш 5 книги кои што беа напишани во тоа време, тоа беше 2023 година. И на таа промоција се најдоа дечиња кои што читаа песнички од оваа моја книга. Прекрасно. Како се дојдени, не знам, али толку се влюби во тие дечиња. И нивната учителка, морам да ја спомнам, јас таква учителка, таква посветеност на деца, досега немам видено. Секоја чест за сите учителки. Меѓутоа, како Сузана Стојановиќ, од основно училиште Јастребачки партизани, Ниш, значи, немам никакви претензии према неа. Дури не се ни познававме до тогаш. Ама толку им посветува внимание на децата, толку се песнички имаат научено, толку убаво рецитираат и ги слушам на мојата промоција, ме замоли, вели, сакаш ли, те молам дечињата да прочитат нешто од твојата книга, читаат на македонски во Ниш од оваа книга. Да. Велам, јас ке ви се одолжам на вас. Да, кога можат во Ниш да читаат на македонски, тогаш ние би требало да читаме многу повеќе на македонски. Читаат ли малите кумановчиња доста книги? Вие како здружение сте многу активни во Куманово, здружение на писатели, Друштво на писатели, колку да. настани се организираат за најмалата публика таму? Па да ви кажам, еве сега кога ќе имаме ние сега на 18 ноември ќе имаме манифестација за сите дечиња, распишан е конкурс и ќе се представат, се јавуваат многу дечиња и има навистина квалитетни дечиња кои што и пишуваат и читаат. И ќе се представат тука, па сега ќе видиме колку има комисија кои што ќе се изберат, кои дечиња ќе читаат на 18 и мислам дека ќе има сигурно околу над 30 дечиња што ќе читаат на таа манифестација. Значи, еве сега од 10 и нешто, 10:30 мислам дека започнува во Магдалена Антова, ако можам да стигнам ќе дотрчам и таму. Јас сум сигурна дека ќе стигнете. За нивниот патронат ќе има цела приредба и ќе читаат дечиња од нивното училиште. Значи, прекрасно нешто. Морам да кажам за наши другари. Наши другари ми дојде инспирација кога тие дечиња читаа на мојата промоција и велам сега и за вас ќе напишам исто книга за сите дечиња од 1 до 4 оделение на ист начин, еве, значи песничка и фотографија за секое дете. Сите се застапени и можам да кажам дека овие 2 години секогаш излегуваат таму во Србија мои песни, читаат тие дечиња, ме представуваат колку јас нив што сум ги промовирала и тие мене ме промовираат во Србија, да. Лиле, благодарение на талентите и таа ваша многу интересна енергија која ја поседувате, незапирлива сте, буквално сте реализирали и многу книги, сте биле дел и од фолклорни настани, сте биле дури на филмското платно, не само на театарската сцена. Како изгледаше тоа ваше искуство? Па, да ви кажам, право беше интересно. Мене се ми е интересно. Значи, одам таму и ајде ке снимеме Сабина, покојната Сабина Ајрула имаше главна улога. И едноставно се како да сум родена на сцената. Како тоа да го правите цел живот. Како тоа цел живот да го правиме, да и таа ме прифати, вели, одлично беше се, значи снимавме филмот беше на фестивалот на филмови, краткометражни филмови, прикажан
и изгледаше навистина прекрасно. Одлично искуство. Имате ли желба која на ова поле сакате да ја реализирате? Мислам дека си ја исполнив желбата. Имам еден прекрасен документарен филм снимен самостојно. Јас се работам самостојно. Ќе си набавам. Значи ќе повикам екипата на која и верувате. Снимател и монтажер и доволно ми е јас се тоа сама да си го реализирам. Документарниот филм се вика Пиротско мало низ времето. Јас сум родена во Пиротско мало. Така си го наречувам, така ги пишувам и песните на Кумановски за Пиротското мало. Тоа е некаде кај градската болница, Куманово, а се омажив само една улица во близина, каде што живееше целата фамилија Тричковиќ Пирочанци. И тоа го нарекувам Пиротско мало 2. Меѓутоа, за жал, скоро сите се иселија. Дали има уште едно семејство тука, 2 кои што немаат продадено куќи. За жал тука веќе живеат други луѓе. Сменети се времињата, се ви е јасно. Нема што да кажувам, ние сме преселени некаде 2,5 километри од центарот на градот сега сите, каде што живеат исклучиво македонци, македонската нација е тука и документарецот зборува за животот на пирочанците кога се доселени тука во Куманово, значи некаде далеч на 1920 година и за нивното живење, населување, со што се бавеле, со што обично грчарство, оној пиротски кашкавал е познат и така натаму. Го има некаде да го најдеме и да го изгледаме тој филм? Пиротско мало низ времето го има на YouTube. Може и да се пушти, може и една емисија да се направи чисто за такво нешто. Трае не малку, тоа е долгометражен, некаде трае 50 на минути. Ма браво, вие сте неуморно, навистина верувам дека ќе има уште многу и филмови, ќе има уште многу и дела, прозни или поетски, без разлика. Секогаш сте ни добре дојдена во студиото на Алфа телевизија и да говориме за некои нови предизвици со кои знам дека нема да се... Би можела да кажам, ако може да кажам, дека накратко накратко, покрај детските книги имам и 2 стихозбирки, секогаш своја и Танц на дотрениот мост, како и 2 романи објавено, Прва замолив за љубов и Не ми ја допирај верата. Да, јас веќе ги покажав, ги инсертиравме, но сите оние кои што сакаат да ги читаат, со задоволство нека ве заследат и ќе добијат информации каде истите можат да се купат, да се набават и да се исчитаат. Ви благодарам многу што ви благодарам и нас и на вас, бевте навистина љубезна како и секогаш. Благодарам. Така е.